Почитувана председателка на Република Македонија, професор доктор Гордана Сијановска-Давкова, почитувани колеги и колешки, почитувани представници на владата, ценети гости. Борбата за женски права официјално започнува негде во 19-тиот век, но неформално таа е почната многу порано. Генерации жени во кои што биле и нашите прабаби, баби и мајки, се бореле за своите права во кругот на семејството и општеството во кое што живееле. Секогаш жената се грижала за добробит на семејството. Универзалната декларација за човековите права е усвоена во 1948 година во Обединетите нации, за да во 1979 година се усвои Конвенцијата за отстранување на сите видови и облици на дискриминација врз жените. Ние како држава со консензус ги донесовме Законот за заштита од дискриминација и заштита и спречување насилство. Но резултатите од институциите кои што го спроведуваат законот покажаа дека семејното насилство се зголемува. Бројот на фемициди расте, а една од најбројните причини за тоа е психичкото растројство. Од тука логичното прашање е што доведува до ваква појава во општеството. Моје мислење како прво е економската состојба, зашто за жал во ваков материјален свет се е диктирано од парите. Она што загрижува е тоа што и покрај фактот што жените сме 51% од популацијата, сепак повеќето жени не се активни на пазарот на трудот. А статистиките покажуваат дека поголем број на жени се со високо образование, магистерски и докторски трудови. Тогаш за каква независност говориме, ако под независност на жената се подразбира економски независна жена? Дополнително на тоа, за еднаква работна позиција, жената зема помала плата, односно јазот во платите меѓу жените и мажите станува се подлабок. Економски силна жена значи придобивка и за семејството и за општеството. Ако жената успешно менаџира со семејството, тогаш зошто не би била успешен менаџер и во општините или било каде во општеството, па се уште да имаме мал број на градоначалнички? Причините не треба да се гледаат еднострано. Секогаш треба заедно со мажите да бидеме партнери во носењето одлуки. Но ако седиме на иста маса со мажите и не го креваме својот глас за да ги адресираме барањата на заедницата, тогаш ништо нема да постигнеме. Докажано е дека поголемата застапеност на жените во политиката води до пониско ниво на конфликти, поголемо почитување на човековите права и зголемена доверба во институциите. За прв пат имаме жена председателка на државата. Назначени се жени на раководни позиции во Советот за безбедност и разузнавањето. Во застапеноста на жени, пратенички, советнички сме еден од најдобрите примери на Балканот, па и во Европа. Но ни требаат се уште повеќе жени на извршни функции. Друго важно прашање кое што сакам да го адресирам денеска е дали ги заштитивме нашите идни генерации, нашите деца од сите пороци кои ги носи модерното и динамично живење. Меѓуврсничкото насилство кое се случува и во училиштата, и на улиците на секаде во државата, но и сајбер нападите и страшните и чудни предизвици на кои се изложени младите допринесуваат да не ни се безбедни најмилите. А ништо не сме постигнали ако не ги заштитиме нив. Што ни недостасува како општество? Недостасува консензус за поголеми национални прашања, а бидејќи го немаме, ни се случува се ова што ни се случува. Како председателка на Комисијата за еднакви можности на жените и мажите, апелирам и повикувам на разум и достоинствено однесување до сите вклучени во политиката. Оваа говорница трпи се, а понекогаш, за жал, знае да го извади и најлошото од нас. Но почитувани жени, мајки, ќерки, почитувани дами, да се сакаме и да се почитуваме самите себе, за да не сакаат и почитуваат другите. Среќен 8 март. Благодарам.